Чекорите кои ги прави оваа власт, а јас сум дел од нив, одат во насока на драстично редуцирање на иселувањето, преку давањето шанса на младите генерации да просперираат овде во својата земја. Верувам дека секој од вас може да посведочи за некое дете кое му е заминато од семејството и кое мора да го гледа само на Скајп или преку интернет далеку во белиот свет. Оваа влада прави се, а економските индикатори тоа го покажуваат, дека постепено стандардот се крева, невработеноста е на историски најниско ниво, сите индикатори одат во позитивна насока. Заев рече над 5% имаме споредено со состојбата која ја затекнавме кога бевме во рецесија. Последните индикатори во економијата за последните 2 квартали се одлични и се укажува дека ќе биде навистина ова и следните години на економијата и на развојот. Почитувани, на 21 да ја завршиме едната работа, а на 5 мај да ја завршиме и другата. Бројот е исто од пред 5 години, кога бевме морални победници. Сега мораме да бидеме реални победници, сите ние и нашата земја. Да сте живи и здрави. Чекориме храбро, чекориме напред. Го отвараме патот кон Европската Унија и НАТО алијансата, кој години наназад ВМРО ДПМН свесно го блокираше. Ве уверувам, драги пријатели, бенефитите од тој процес ќе ги почувствува секој еден граѓанин. Почитувани граѓани, за председателските избори цензусот е висок. Потребна е масовна излезеност. Повикувам на масовна излезеност и на успешни председателски избори во името на побрзиот развој на нашата држава. Нови политички кризи не ни требат. Знаеме на кој му одговараат политички кризи. Тој што знае да плива само во политички кризи. Ние тргнавме храбро и одважно, без политички калкулантства. После 27-8 години доста се правеа политички пресметки. Конечно, храбро чекориме заради државата, заради нашиот народ. Ова се важни избори затоа што од успешноста на овие избори ќе зависи со колку брзо темпо ќе продолжиме да се движиме напред. Децата, младите го очекуваат тоа од нас. Земите членки на НАТО, на Европската Унија, кои ни подадоа рака, очекуваат нов, сигурен чекор од нас, граѓаните. Вниманието на целата јавност во регионот, во Европа, во целиот свет е свртено кон нас. Да покажеме дека сме сериозна држава, дека цврсто стоиме зад прогресивните концепти едно општество за сите, евроатлантски интеграции, економски развој. Да ја испратиме пораката повторно дека можеме, дека сме и ќе бидеме фактор на стабилност и просперитет дома, во регионот, во Европа и во светот. Граѓани, млади, возрастни, од сите етнички заедници, од сите социјални групи, политички, неполитички определени, поединци, групи. Да се оди напред, почитувани граѓани, е одговорност, бара акција, бара одлучност. Повикувам на одлучност, на акција, на одговорност во име на вас, во име на сите нас, во име на младите, во име на идните генерации. Да исполниме и ова наша граѓанска должност, да направиме уште една позитивна промена за Европска Република Северна Македонија, да избереме европски председател, кој ќе не води заедно напред, да го заокружиме бројот 3 во недела на 21 април и на 5 мај да гласаме за Стево Пендаровски. Да го избереме Константин Ѓоргиевски за градоначалник, да го избереме Стево Пендаровски за председател. Да сте ми живи и здрави, заедно напред!